Центарот за јавно здравје Скопје информира дека во тек на летниот период имаме регистрирано зголемен број на случаи на заразна жолтица. Станува збор за 66 заболени лица на подрачје на Скопје. Според општините, пријавени се случаи во 10 општини на подрачје на Скопје, во 7 општини немаме воопшто ни еден случај. Тоа значи, во општина Шуто Оризари пријавен е 21 случај. Општина Карпош 8 случаи, Чаир 6 случаи, Центар 7, Кисела вода 5, Газибаба 3, Аеродром 9, Илинден 2, Ѓорче Петров 3 и Бутел 2 случаи. Оделението за епидемиологија при Центарот за јавно здравје Скопје, уште кога почнаа да се јавуваат првите случаи на заразна жолтица, интензивно и континуирано ја следи состојбата, презема соодветни санитарно-хигиенски мерки и противепидемиски мерки. Меѓутоа, ова пријавување на епидемија не значи ништо за паника и ништо страшно, затоа што однесувањето на нашите епидемиолошки служби е подеднакво и онака и да не се пријави епидемија. Меѓутоа, како последователна состојба во процесот на следењето на ова заболување сега, во овој период на подрачје на Скопје, следи да се пријави епидемија. Тоа значи дека и да не се пријави епидемија, потполно исти санитарно-хигиенски и противепидемиски мерки ќе се спроведуваат, меѓутоа јавноста известуваме заради зголемување и на нивното внимание, што ќе го кажам подоцна. Морам да кажам дека секое заболено лице е анкетирано, извршени се епидемиолошки увиди и констатирано е дека во последниве десетина дена се пријавени најголем број на случаи, тоа се 21, кои што се епидемиолошки неповрзани. Меѓутоа, пријавувањето на епидемија не наведе од 3 момента. Првиот момент е дека во 4 семејства во Скопје има по 2 случаи, кои што се скоро истовремено појавени. Во едно семејство има појавено 3 случаи. Нови случаи во семејствата немаме. Сите други се епидемиолошки неповрзани. Нашето размислување, после анализата на состојбата, размислувањето на епидемиолозите од Центарот за јавно здравје во врска со изворот на зараза е следно. Можно е појава на ова заболување заради интензивните дождови, заради собирање на атмосферската вода, кои што пред извесен период беа интензивни и дождовите собирање на атмосферска вода, излевање делумно на канализациона мрежа. Меѓутоа, морам да кажам уште еден факт, дека тоа не е основна причина за појавување на ова заразно заболување во зголемен број, туку и недоволно одржување на лична хигиена, тоест недоволно миење на раце или несоодветно миење на свежо овошје и зеленчук кој се конзумира свеж, а во овој период конзумацијата на свеж зеленчук и овошје е во поголема мера. Овој факт го кажувам заради тоа што голем број на случаи ни се заболени лица кои што живеат во урбаните општини, во солидни социоекономски услови, каде што нема друга причина за заболување. Заболените лица се на возраст од 3 до 58 години. Најафектирана е групата од 3 до 14 години со 23 случаи, од 16 до 25 години со 19 случаи и од 29 до 40 години со 19 случаи исто така и од 48 до 55 години 5 случаи. Од купниот број на 66 заболени лица, 40 се лекувани во болница, болнички се лекувани, во моментот на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби Скопје се присутни 15 лица. Морам да констатирам и тоа, дека олеснителна околност во моментот е тоа што е летен распуст и што училиштата не работат, па тоа е еден момент, дополнителен момент за спречување на ширењето на заразната жолтица во училиштата. Секако дека Оделението за епидемиологија при ЈЗУ Центар за јавно здравје ги посочува
при вршењето на епидемиолошките увиди и епидемиолошките анкети ги посочува, тоест препорачува санитарно-хигиенски и противепидемиски мерки, особено внимание при одржување на личната хигиена, односно миење на раце пред јадење, миење на раце после користење на тоалет. Одржување секако на хигиената во домот, особено во кујните, во санитарните јазли, детално миење на свежо овошје и зеленчук пред конзумација, потоа конзумација на исправна вода за пиење, значи да не се користат дополнителни водоснабдителни објекти, како што се бунари и слични објекти, и секако едукација на лицата, на луѓето за одржување и подигање на општата и личната хигиена. Што значи тоа пријавување епидемија, велите? Дали тоа значи дека е прогласена епидемија на територија на Скопје? Да, денес прогласивме, реков, после анализа на состојбата, комплетната состојба, денес прогласивме епидемија и пак ќе речам дека прогласувањето на епидемија не значи ништо посебно или повеќе во однос на преземањето на санитарно-хигиенски противепидемиски мерки од она што веќе е преземано. Случаите се неповрзани, освен овие во семејствата каде што кажавме и каде што главно се скоро во ист период заболени, таму немаме нови случаи. Заболените овие 15 и другите кои што се и болнички лекувани се во добра општа здравствена состојба. Може би треба да појаснам и тоа какви се дека симптомите први и каква најчесто клиничка слика развиваат и кои се најчестите компликации? Да, токму така, токму тоа ми беше зборот, дека се работи за едно акутно заразно заболување, кое што, да речам, популарно кажано е болест на нечисти раце, се пренесува токму така преку контаминирани, недоволно измиени раце. Може да се пренесе преку храна, може да се пренесе преку вода. Овде тоа не е случај преку вода, затоа што тие хидрични епидемии се обично многу масовни и многу интензивно во многу краток период букнува голем број на случаи заболени. Тоа е акутно инфективно заболување чија што инкубација се движи од 15 дена до 30 дена. Мора да се каже тоа дека во тек на инкубациониот период и во тек на заболувањето, заболеното лице е заразно за другите. Заболувањето најчесто започнува со една лесна температура, можно е болки во мускулите, болки во зглобовите, мачнина, малаксаност, повраќање и после извесен период кога температурата ќе се намали, настапува појава на жолтило на кожата, жолтило на склерите, на белките во очите, темна урина, светла столица. Инаку, при навремено лекување на ова заболувањето се лекува сосема успешно, без никакви последици, скоро никогаш не поминува во хронична фаза, а после преболување на заразна жолтица, односно хепатитис вирусен А, се останува кај заболеното лице траен и доживотен солиден имунитет. Секако дека заболувањето од прилike може да трае околу 2 недели, меѓутоа после рехабилитацијата малце ќе биде подолга, во смисол на тоа дека црниот дроб е афектиран и со диета, со одмор, со малку повеќе внимание на себе, сето тоа се санира. Каква се состојбата во градинките? Дали од 66 случаи има регистрирано случаи во некоја детска градинка? Имаме регистрирано 2 случаи во 2 различни градинки. По еден случај беше тоа. Беа преземани комплетно санитарно-хигиенски и противепидемиски мерки. Се направи скрининг на урина на децата присутни во градинката. Извршена е дезинфекција од страна на нашата служба за ДДД при Центарот за јавно здравје Скопје. Така да и самите и вработените и родителите се запознаени со тоа, немаме појава на нови случаи. Сакав да кажам уште нешто, кога веќе ги спомнавме градинките. Кажавме дека е летен распуст и дека е баш олеснителна околност тоа. Меѓутоа, ние веќе вчера исто така имавме екипа во училишта, во некои училишта, од каде што
практично се ученици заболени дечиња. Ќе почне училишната година, направени се увиди, извршена е едукација и препорака за подигање на општата хигиена, за преземање комплетни мерки, за поставување на течни сапуни, што и тоа и досега има, меѓутоа да нема таков пропуст случајно, за поставување на течни дезинфекциони средства, однесени се предавања кои што и понатаму, кога ќе започне школската година, ќе бидат и од наша страна изведувани околу едукација на учениците, какво заболување е ова и кои се превентивните мерки за спречување на ширењето меѓу децата, меѓу учениците. Ви споменавте можните причини за појава на жолтица, меѓутоа точниот извор дали е детектиран, дали епидемиолошките анкети покажуваат поврзаност од еден извор кај неколку заболени? Нема еден извор, така да баш и во пријавата за епидемија напишавме дека изворот е предпоставен, не може да се каже за точен извор и нема ни да се најде точниот извор, затоа што случаите се многу спорадични. Значи имаме тие 7 случаи во една општина, во друга општина, кај што и најмалку се очекува, меѓутоа изворот, пак ќе речам, мислам дека е во неправилното одржување на хигиена во однос на зеленчуците и овошјата кои што сега се јадат, па и личната хигиена. Како е состојбата во другите градови? Во Штип веќе има епидемија? Да зборате само за Скопје. Јас да ви кажам, да, јас сум епидемиолог од Центар за јавно здравје Скопје, ја кажувам фактичката состојба за нашиот град. Јас од медиумите исто се информирам, иако за другите градови, иако сме во комуникација и со нив, така да они си даваат изјава за тоа, каква е состојбата таму.